Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муавети, овој пат повторно малку порелаксирано, да се оддалечиме малку од оние сериозни теми и да се воведеме во овој пролетен период, што би се рекло во Прилеп фестивалски. И сега почуваме не само Прилеп, а Прилеп и Долгане, и веќе треба да ни е јасно на сите дека ќе правиме муавет за фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски. И со нас тука е Горан Василевски, председател на фестивалот, истовремено и председател на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Здраво и добре ни дојде. Добре ве најдов. Благодарам прво за поканата. Поздрав до сите гледачи. Мило ми е што за прв пат имаме чест да промовираме фестивалот на вашава телевизија. Прво да ти се заблагодарам што ја прифати поканата и беше отворен така да поразговараме малку неконвенционално, пошто ние така малку ги водиме интервјуата. Па ајде да почнеме конвенционално и полека да не ти дојде многу шок од почеток. Ајде сега, ова е 51-ви фестивал. За почеток кажем дали сте спремни. Имаме само неколку дена до почетокот. Спремни ќе видиме кога ќе почне најавата на фестивалот во сабот. Се до тогаш има се нешто Сега нешто недовршено што треба да се чепни некој детал. Да, секогаш до последен момент се траат припремите. Така, овој фестивал е меѓународен. Ајде кажи ни што љубителите на фолклорните песни и инструменти ќе можат да видат во Долгани оваа година. Така, како што кажавте, фестивалот е од национален карактер. Оваа година славиме 51 година постоење. На годинешниот фестивал имаме доста пријавени, меѓутоа претходните месец-два селекционата комисија имаше навистина напорна работа. Одлучија да се сублимира бројот, како и секоја година бројот се движи околу 300 учесници. Тука се и поединци и групи. Значи, не е класичен фестивал со покани, а се пријавуваат и после комисија одредува кој да настапи. Да, пак со покана, значи покануваме или центри за култура или културно-уметнички друштва поединци. Тие се пријавуваат, но меѓутоа пак треба да има селекција. Најчесто се да кажам континуитет што има друштва, културно-уметнички друштва, центри за култура, домови за култура. Меѓутоа се пријавуваат и луѓе кои што навистина не знаеме како музицираат или како пеат. Па едноставно би било срам за фестивалот да излезе некој, уствари сега почнува. Не, сосема јасно е како оди кажи ми таа селекција. Одите ги слушате на лице место на нивни настапи или ви праќаат снимки? Сега е полесно, например, може. Да, со помладите да кажам полесно, баш така на Viber, на Messenger може да се направи контакт, меѓутоа има доста повозрасни, постари луѓе кои што нема такви вештини. Не бараат баш со телефон. Селекционата комисија, да кажам, на професор доктор Родна Величковска и доктор Стојан Чекостов. Одат, значи, на лице место на терен, без разлика каде е тоа, дали е Крива Паланка, дали е Охрид, дали е Кочани. Дали е некое село, да што стасала апликација. Значи мора да ги слушнат едноставно, да видат дали заслужува да бидат гости на фестивалот. Па потоа во надпреварачкиот дел секој си се презентира себе си, се надпреварува. Ова е исклучително интересна работа и сега ми се раѓа идеја. Тоест, ви сте се сетили некош да направите документарец од тоа шетање на
комисијата и да ги снимите буквално сите? Често е така при неврзани разговори и претходно Весна Вучич, Захаринка Милосавлевич кога биле во селекциона. Има такви интересни случаи, догодовштини при тие теренски, да кажем, истражувања. Може да се размисли за така. Ќе го разговараме ова, да не ни ја украде само идеја, меѓу нас да остане. Ајде сега, кажи ни, те прекинав, отприлика колку учесници имаме и од каде се? Имаме 300 учесници, групи и поединци, меѓу кои имаме и гости од Австрија, група етносостав Александар, меѓу кои се двајца македонци, има бугарка, србин и другите се австрици. Тоа е многу интересно. Како, сигурно тие работат балкански фолклор, како австрици се вклопиле во тоа? Мене беше прво мислев дека се балканци, во Австрија се оставени балканска музика, етно оркестри. Меѓутоа кога ми спомна австрици, баш браво. Ги сретна веќе, разговараше со нив? Треба да пристигнат секој момент. Така, значи ги чекаме за време на снимање на разговор. Исто така имаме и гостин од Холандија, кој што е влюбеник во македонската гајда. Има доста теренски истражувања низ Македонија, кај што ги снима стари гајдаджи и самиот, да кажам, самоволно, како самоук, учи да свири на традиционална гајда. Дури гајдата на која што свири, мислам дека е 100-120 години стара. Кај една су? Очекуваме. Да патување, ги очекувам. Слушај, сега настрана овие луѓе, јас сакам да ги снимам, австриците, човекот што учи гајда и ексклузивитет барам. Одлично, интересни работи. Фестивалот долго време се шеташе Прилеп Долнени, кажи ми каква е ситуацијата годинава и како ќе биде распоредена програмата. Па вака, доста имавме коментари прво зашто беше едниот ден Прилеп, едниот Долнени. Знаеме, фестивалот долги години беше во Долнени на Спасовден. Односно Долненски Спасовден, неделата после Спасовден, секогаш Спасовден во четврток. Од технички причини најпред, значи често Спасовден, како и оваа година, е во учебна година. Голем број од учениците не можат да дојдат, студентите исто така приемни испити, матури, полагање. Бидејќи оние кои што музицираат традиционални инструменти често свират и свадби, хармоника, кларинет, саксофон. А свадби весе во сабота, недела најчесто. Па се фестивал ли да свирам на свадба, пари ли да правам? Баш. Од тие причини, па и тука ни е интернатот Орде Чопела, каде што гостите се сместени. Најчесто не од подалечните места, но ќе таму. Овој период има студенти и ученици во ученичкиот дом. И тоа е причина. И се одлучи да биде првиот викенд во јули. До минатата година беше така. Едната вечер беше во Прилеп на Камената бина, едната вечер во Долнени на Рудина. Меѓутоа, од оваа година повторно направиме обиди да се врати на исконското, на традиционалното, на почетоците како започнал фестивалот, бидејќи самото име Долнени подразбира гајда, така, фестивал. Стално го асоцираме со пецејата Насовски пред се, кој што бил гајдаджија, најпознатиот наш гајдаджија, го имаме на Сред Прилеп споменикот, да не подсеќа никогаш да не го заборавиме, не знам колку му е местото таму, ама си стои. Па да, имаме и во Долнени и во Прилеп споменик. Меѓутоа, така одлучија градските татковци да има навистина величенствен споменик и во Прилеп и во Долнени.
Во секој случај, кажи ми, рековме годинава е во Долнени комплетно, двата дена се таму, сега ти ми спомна дека има пропратни манифестации. Кажи ми, а тие ќе видат во Прилеп, ај кажи ни што прилепчани ќе можат да видат без да патуваат до Долнени. Така, значи почнувајќи од понеделникот до петок е семинарот за изучување на традиционалните инструменти кој се одржува исто во студентскиот дом Орде Чопела. Оваа година имаме 20 семинаристи, меѓу кои гостите од Австрија, ученици, средношколци кои што изучуваат традиционални инструменти, ученици од основните училишта од Прилеп, посебно од Кире Гавриловски, кои што имаат желба, сакаат да изучуваат традиционално пеење. Навистина прекрасни девојки гласови за пеење. Млади инструменталисти од Прилеп, тројца гајдаџи имаме, кои што се навистина на почетоците, меѓутоа имаат огромна желба да продолжат тоа. Не е само да те натера некој да свириме гајда, па ајде. Види, ништо не е задолжително, уметноста ич, традиционалната па воопшто. Така да, кога ќе земеш инструмент в раце, треба да е со кеф, инаку нема никаква смисла. Кога спомна веќе дека има млади дечки, мислам дека и основното училиште Ордан Михајловски Оцка има одлични професори по народни инструменти, затоа што познавам неколку ученици кои што се бивши ученици кои што се веќе и студенти на факултетот за музичка култура од сек народни инструменти, така да тука продуцираме реално луѓе кои што ги свират тие народни инструменти на високо ниво. Искрено допред, ајде да кажам да се отвори одделот за традиционални инструменти во основното музичко, Прилеп и Прилепско беше како затишје, буквално немавме ни еден инструменталист, без разлика дали гајда, кавал, тамбура. Конкретно во Долнени, од село со, како што се пишува, над 100 гајдаџи во минатото, во времето на Пеце Атанасовски, буквално во секоја фамилија имало по еден, по двајца гајдаџи. Дојде до село кај што нема ниту еден. Меѓутоа, со текот на годините, имаме таа разлика, значи од нула. Ова е циклично одат работите. Некој ќе дојде до презисцитоност, па почнуваат младите се интересираат за други работи, па се губи, па ќе му кажат дедовците дека имало нешто интересно, кога ќе го пренеси на тој начин, па ќе почне да зема замав. Заинтересирани што сакаат традиционални инструменти, навистина со голема помош, како што спомнавте до професорите од основното музичко. Имаме и од нив голема помош, голем дел од инструменталистите од основното продолжуваат и во средно и на факултети за традиционални инструменти, се навистина виртуози во музицирање на традиционални инструменти. Голем дел од нив имаат и добиено доста значајни награди на фестивалот Пеце Атанасовски. А како награди да ги споменам, ни се Гран При, која се доделува на оркестар со традиционални инструменти и песни, потоа гајдата на Пеце. Многу мина, тука е малце неконтроверзно, смешно, гајдата на Пеце наградата. Не може секоја година нема 200 гајди. Би требало да се 51 да има, годинава 51-та да се дава. Тоа е гајда изработена од, можам да кажам, единствениот прилепски мајстор за традиционални инструменти, Љубен Јуртовски, кој што долги години ги изработува овие гајди. Меѓутоа со амблем на Пеце Атанасовски. И тоа се доделува на најдобриот гајдаџија на фестивалот. Значи имаме гајда за најдобар гајдаџија, за најдобар оркестар, до крај да ни кажеш сите награди. Потоа имаме гајдарка,
Тоа имаме во Прилеп, мислам дека гајдарка е всушност а не гајдаджика, гајдарка. Гајдарка е делот од гајдата, значи гајдата е составена од брчало, гајдарка, дувало и меф, кожа. А гајдарка е она кај што се свира тоновите. Да, цевка, главната да кажем. Таа обично се доделува или на млад гајдарџија, или на некој што долги години учествувал на фестивалот, па како голема благодарност. За трајни вредности. Да, или како поттик да продолжи. Исто така имаме и статуетки, изработени од уметникот Емил Солевски, кој што исто во Неговиот син свири народни инструменти. Да, на тамбура. Тие статуетки исто се доделуваат на заслужни групи. Немаме, да кажам, рангирање прво, второ, трето место. Меѓутоа повторно се доделува на некои заслужни кои што гледајќи го и нивното минато, гледајќи и нивното, значи доста сегменти играат улога. Традиционалните носи, како се облечени, па настапот на сцена. Тука се комплетен уметнички вечер, баш комплетни уметничкиот настап се доделуваат тие статуетки. Исто така и статуетките се доделуваат на поединци кои што навистина оставиле вложиле нешто од себе во фестивалот. Кажи ми колку очекувате посетеност годинава и реално овој фестивал колку носи придобивка за пред се за општина Долнени? Така, годинава, како што кажав, после долги години се префрлен повторно. Морам да го поврзам ова вака, затоа што веќе Министерството за култура ни е култура и туризам, да. И се во целиот културен муавет да го вметнеме и туризмот. Да. Долги години на Спасовден, значи во Долнени, кога се одржува фестивалот, има, да кажам, препродавачи, прематари, башка изработувачи на сувенири, традиционални инструменти, па штандови со скара, пијалоци. Се надеваме и во ова прилика упатувам апел до сите заинтересирани на Рудина во Долнени. Убаво би било навистина да се повтори на дружење едноставно на Рудина со доста штандови, со тезги, со кои што фактички промовираат и туристички местото Рудина, кој што е навистина познато не само во Прилепско. Доста од инструменталистите Рудина е сметат како нешто величествена сцена кај што треба да се настапи, кај што секој ден инструменталист на народен инструмент треба да настапи. Рече дека со годините после големо затише се родил исклучителен интерес кај младите за народните инструменти, за народните песни. Сега, кажи ми каков е интересот кај младите за народните танци и ора. Да се префрлиме малку на Мирче Јацев. Пошто те најавив и како директор на културно-уметничкото друштво Мирче Јацев, каков е интересот на младите за народните ори? Како стои Мирче Јацев во моментот, како работи, како функционира, кога да очекуваме концерти и така натаму? За разлика, да кажам, пример со европските земји, почнувајќи од Хрватска, па нагоре Австрија, Германија, Холандија, да кажем, тие претежно во фолклорот се повозрасни, постари луѓе. Меѓутоа, кај нив е фолклорот доста поедноставни чекори има. Кај нас е фолклорот доста жив, темпераментен и бара млади сили. Сега со држави кои што ми направи споредба, дали ние не затоа што е толку сложен, дали ние не губиме премногу енергија за да го научиме тој фолклор, па не ни останува за енергија за реално живење во 21 век? Не, едноставно
Кај нас е, како што кажа, сложен, има доста, поготово машките ора, клекови, вртења, на колена, паѓање, конкретно тешкото, има доста тешки чекори, кои што навистина да кажам, човек од 60-70 години може би може. Може би може, ама тешко. Да. Затоа кај нас најчесто културно-уметничките друштва, не само во Прилеп, цела Македонија се претежно млади, кои што имаме проблем што по завршувањето на средно училиште, голем дел, не сите, кои што одат на факултет, во другите градови едноставно заменуваат, после тоа кој се вработува, кој се омажил, соженил, се губат. Меѓутоа иде обновувањето, како оди обновувањето на тие состави? Има навистина заинтересиран, во моментот имаме 4 групи, во групата на почетници, кои што варира, значи од септември до јуни месец, цело време се надополнуваме, подобрите одат во поголема група, почетници имаме околу 70 деца, и од Прилеп, и од околината на Прилеп. Меѓутоа и првата постава, најголемата група ни е околу 40 деца. Има навистина заинтересираност, како и секаде и кај нас, проблем ни се машките. Женски играорки лесно, со машки е тешко. Имаме ние доволно, навистина, меѓутоа убаво би било кога би имало конкуренција, како што има пример кај девојките. Јасно се конкуренцијата носи напредок, кога знаеш дека местото не ти е сигурно во првиот тим, ќе се трудиш малку повеќе. Сакам да те прашам нешто затоа што ти си пред се по професија и фолклорист, ти си професионалец, ти си едуциран во ова област и истовремено со функциите кои што ги обавуваш сигурно и соработува и патуваш доволно за да ја видиш. Особено ме интересира не на Балканов, надвор од Балканов, веќе има соработници од Австрија, гости и така натаму, од другите земји. Ние го имаме танец како национална институција, која што се грижи за тие фолклорни танци, ора, песни и така натаму, кои што се животот го посветуваат на дали по Европа, по западните европски и сакам онма да спречам коментариот тука, ама тие нема добар фолклор. Не сите има добар фолклор, лош фолклор не постои. Секој народ си има своји обележи и треба да си ги негува. Дали таму се негува на државно нивото или се уредено на некаков друг начин? Најчесто кај нас балкански земји е тој принцип на државно ниво, финансирање директно од буџет, пример како што се танец или преку Министерство за култура и туризам. Меѓутоа, колку што имам контакт, конкретно во Германија, значи фолклорни друштва се финансираат или од буџети на општини, кантони или од фирми, од предпријатија, бизнисмени. Не знам зошто кај нас не се врати тој тер како порано што можело, пример, колку даваш во култура, во спорт, се одбива од данок. Треба да се донеси некој закон, најверојатно, кој што ќе го регулира тоа. Многу едноставно. Не знам дали го имаме, не знам како функционира кај нас, али на крајот на краиштата да и покрај танец, дури и културно-уметничките друштва кои што најчесто функционираат во домовите на култура, аплицираат пак до тоа Министерство за култура за базично функционирање. Кажи ми, што очекувате за крајот фестивалов ова година? Само претходно заборавив да спомнам, значи имаме покрај семинарот, како пропратни манифестации, 6-та година поред имаме и научен симпозиум, каде што еминентни фолклористи, етнолози, етномузиколози, етноорганолози
со своји трудови учествуваат на тој научен симпозиум и како резултат на тоа се издава зборник на трудови насловен како Фолклорот во минатото и денес. Еве 6-та година поред тоа го имам и навистина тој зборник на трудови понатаму доста истражувачи, научници можат да исцрпуваат најразлични теми кои што се обработуваат во зборникот, може да се искористуваат на различни трудови и едноставно остава трага за идните генерации. Исто така во петок, како што спомнав, значи фестивалот, првата и втората фестивалска вечер се во Долнени, сабота и недела, меѓутоа во Прилеп се семинарот, научниот симпозиум. Придружната програма си во Прилеп. И во петок, во организација на Центарот за култура Марко Цепенков, бидејќи уште од самиот старт со Марко Цепенков, да кажем институционално нераскинлива врската, оваа година во нивна организација гостите од Австрија имаат свој концерт на летната сцена во Марко Цепенков во 20 часот, кај што прилепчани едноставно ќе можат да ги слушнат нивната работа на етнооркестарот Александар. Тоа е во петок во 20. Да. А во сабота од 18 и во недела од 10 часот е на Рудина. Морам да потенцирам за прилепчани дека има организирано бесплатен превоз во саботата од 17 часот, значи 1 час пред почетокот, во недела во 9 часот, исто од пред Марко Цепенков, бесплатен превоз до Долнени и назад. За сите заинтересирани кои што сакат да следат. Значи сте се погрижили и одреден број на заинтересирани бесплатно да можат да стигнат до сцената во Долнени. Ајде за крај кажи ми што очекувате и... За крај, како и секоја година, значи учесниците се тие кои што ќе приредат она што гледачите можат да го погледнат. Оваа година навистина имаме богата програма. Се надеваме дека во текот на траењето на фестивалските вечери целото внимание ќе му биде задржано, да не биде кај дојдов кај. Така. Во секој случај ветуваат интересна програма каде ќе може да се ужива секој кој што е заинтересиран. Пред се ќе бидат љубители на фолклор, така да вие нудите квалитетна програма за тие љубители. А јас ќе ти посакам успешно реализиран фестивал, ќе ви посакам на цела организација сега кога не си сам таму. И да се надеваме дека ќе почнете да го ширите не само од Австрија, ќе почнат да идат луѓе и од Германија, и од Шпанија, и од Португалија, и од Англија, и од Ирска. Заинтересирани од Италија, баш на традиционални инструменти. Меѓутоа би било многу интересно шкотската гајда покрај долненската да ги видиме па да направат некој микс. Тоа е интересно, фактички македонската гајда е доста покомплицирана него шкотската. Ако шкотската е попромовирана, попозната... Па види, за нас не е. Да. Бидејќи шкотската гајда има доста помалку мелодиски дупки, има и 3 брчала. А појќе брчала има. А нашата има едно брчало и повеќе дупки, едно брчало ги заменува функцијата на овие 3. Така, значи ги им водиме на шкотланџаните, али во секој случај треба да им направи еден предизвик и да што предизвик не дуел, а дует. Зошто не се разбира. Единствено знам дека како изгледа, како функционира и како звучи. Толку, еве мене би ми било интересно да слушнам двете гајди, една до друга. Интересно би звучало. Како фолклорист те предизвикувам да го направиш тоа. Иначе, македонската гајда минатата година заедно со турската гајда Тулум
влегоа во репрезентативната листа во УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Музицирањето и изработката на гајда, така што фестивалот Пеце Атанасовски како негувач на гајдата, можам да кажам слободно дека сме на еден повисок пиедестал со самото внесување на гајдата во УНЕСКО. Горан, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека офативме се што требаше да офатиме. Ако не офатиме, ако ти текнува што нешто кажувај, дори не сме завршили. Или таман сме. Таман. Фала ти уште еднаш за гостувањето. Се надевам пак дека ќе имате супер фестивал, ви го посакувам од срце и од душа, а вас, почитувани гледачи, се надевам дека ви беше интересно. Почнуваме овој циклус на фестивалски муабети. Овој викенд пред нас е Пеце Атанасовски, следниот викенд ни доаѓа театарскиот фестивал во Чернодрински, па да живееме малку и ние во поубав воздух и поубава атмосфера овој период.